Министерството за труд и социјала во изминатиот период превзема неколку чекори за справување со педофилите во Македонија. Еден од нив е предлог законот според кој податоците за престапниците ќе им бидат достапни на граѓаните. Колкави се моменталните казни за педофилите во Македонија, ја прашавме Сања Томик, дипломиран правник. И тој што ќе изврши облюба или друго полово дејство врз малолетник кој наполнил 14 години, ќе се казни со казна затвор од најмалку 8 години. Според податоците на Министерството за труд и социјала, затворска казна во Идризово во моментов издржуваат 68 педофили. Сите се потенцијална опасност откако ќе излезат на слобода, зашто најголем дел од педофилите повторно ги напаѓаат децата. Затоа сите тие ќе се запишат во регистар како ризични личности во нашето обкружување. Портпаролот на министерот за труд и социјална политика Давор Политов смета дека на Македонија е навистина потребен регистар на педофили. Именно потребата од постојање на ваков регистар е недвосмислена за повеќето институции, пред се за центрите за социјална работа, за училиштата, за градинките, како и за граѓаните, со оглед на тоа што информациите ќе бидат јавно достапни, но ќе бидат од јавен карактер и граѓаните ќе можат да се информираат за сите оние лица кои што живеат во нивна околина, односно во нивните населби, а кои што се осудувани за кривични дела поврзани со сексуална злоупотреба на деца и педофилија. Овој нов проект беше поздравен и од извршниот директор на првата детска амбасада Меѓаши, Драги Змијанац. Значи се залагаме исто така за еден централен регистар за архива на досега осудени педофили, за да можат родителите и најблиските да знаат кој живее во неговото соседство, максимална казна и доколку се на слобода, под строг надзор на центрите за социјална работа, полицијата со медикаментна терапија, така наречена хемиска кастрација, да бидат на сигурно дека овие повратници нема да го повторат делото. Но не се сите задоволни со овој предлог закон. Групите за човекови права предупредија дека постои можност граѓаните да го земаат законот во своји раце кога ќе им бидат достапни информации за престапниците. Но дали може ово однесување на граѓаните да се предвиди и што треба да очекуваме, ни кажа комуникологот Марко Трошановски од Институтот за демократија. Оваа дебата постоеше во повеќе земји во контекст на тоа дали регистрите на педофили треба да бидат јавно достапни до сите или не. Но аргументите беа дека луѓето ќе можат да физички да се пресметат или на било кој начин им се ги санкционираат тие педофили престапници, така да ги речам. И во најголем дел решенијата беа дека пристапот до јавноста беше ограничен, поточно базата беше достапна на сите засегнати институции. Дека не постои опасност од ваков тип на акции кај граѓаните, се сложува и портпаролот Давор Политов. Дали значи граѓаните ќе го преземат овој закон во свој ред од ќе биде успех, не би се согласил значи со таа констатација и со тоа размислување, од причина што се пак законите се носат во институциите, тие се под надležност и под контрола на институциите. Бројот на педофили се зголемува. Во 2010 биле откриени 47, а минатата година нивниот број бил околу 70. Дел од нив биле повратници. Откако одлежале казна затвор, педофилите повторно злоставувале деца. Токму затоа Министерството за труд и социјала објави вебсајт наречен Стоп педофилија, кој е достапен за сите граѓани. За МИМ известува Билјана Еверет.